Оваа криза е поинаква од финансиската во 2008. Поради здравствениот аспект на кризата, многу компании треба да затворат со работа и затоа ударот е глобален, вели Маджаревич Сустер. Сите влади им помагаат на малите бизниси, треба да продолжат, зашто тие се главен двигател на регионалната економија. And the Macedonian government did as well. И македонската влада го направи истото. Помошта кон граѓаните и малите бизниси изнесува 2,5% од бруто домашниот производ на земјата. Никој не може да предвиди колку долго ќе трае пандемијата. Регионалниот растеж за Западниот Балкан се предвидува да биде во негатива, меѓу -3 до -5,5%, според последниот економски извештај на Светската банка. We have assume the following scenario for Macedonia. За Македонија го предвидуваме следното сценарио. Во вториот квартал на годината ќе има најдлабока рецесија, пад на растот за околу 11%. Најпогодени ќе бидат производството, туризмот и трговската размена. Сепак, фармацевската индустрија и производството на храна нема да бележат пад, но најголем удар се очекува да ја зафати текстилната индустрија. Земјоделството во Северна Македонија ќе допринесе за заживување на забавената економија. Као очекува постепено укинување на рестрикциите поради коронавирусот кон крајот на мај, но кога ќе почне процесот на опоравување? The gradual recovery will again very much depend on the fiscal space. Постепеното опоравување ќе зависи од фискалната слика. Државите најпрво треба да ги поддржат фирмите и граѓаните. Во монетарниот дел е потребно обезбедување ликвидност и поддршка кон малите бизнеси. Според вишата економистка, рецесијата во сите земји од Западниот Балкан најмногу се должи на значителниот пат на странската и домашна побарувачка. Ограничувањата за патување и мерките за социјално дистанцирање особено ќе имаат негативен удар врз туризмот и услужните дејности на Балканот, каде 50% од вработените во 5 земји во регионот се во секторот туризам. Thank you very much for your time. Thank you very much for your interest and stay healthy. You too.